Најубавата љубовна приказна за 2016 година. Ви најавивме дека ќе бидат наши гости, овој заљубен пар за кој што сигурна сум дека нема некој кој што не слушна за нивната љубовна приказна. Започна некаде на почетокот на 2016 година, трае се уште и секако тие се во голема љубов и наши денешни гости. Станува збор за имигрантката Нура Аркавази и Боби Мојсовски, полицајецот од Куманово, кој што се мој и гости на Мартина денес во Македонија денес. Така, јас само би сакала да напоменам дека ова е доказ дека љубовта не познава граници, вера, националност и ги поминува сите препреки кои што ќе им се најдат на патот, така ли е? Така. Добре дојдовте во Македонија денес. Нура е емигрантка од Ирак, која што со своето семејство одлучи да мигрира и да тргнат некај Германија, каде што ќе ја бараат својата среќа и подобриот живот. Но на патот кон нејзината среќа застана полицајецот Боби, кој што кажа стоп, нема одење понатаму. Да, може у Македонија да биде убаво, не мора само Германија да биде убаво. Како се случи вашата љубов? Можеш ли, Боби, на самиот почеток да ни кажеш за таа прва средба? Еднаш кога имавме можност накратко пред вашата свадба, да, но тогаш не беше Нура со нас. Да. Па беше тоа еден многу кишовит ден. Значи, ја теден не требаше да бидам на работа, требаше да си одмарам дома, меѓутоа судбина некад сака и уме да се поигра со човека. Јој ми се шеф кажа дека колега не е тој, некој мора да го менја тога колегу. И тако и бидна, ми отидемо на граница, сам граничен појас, гранична линија, каде што прв пат Србија го затворива граница и кажава дека рута нема више да продолжи, дека се затвара. Они беа буквално по земју наместени со шатори, киша беше, кал беше, едноставно, још на прв поглед кога го видеа Нуру, ми биде јасно дека тој ќе остане. Ја се потруди да останете тој и како што она беше многу болна и она мајка има со многу голема температура. Ми помагасмо затоа зашто тој беше почеток кога се стопира западно-балканска или западноевропска рута. Кога се стопира и многу малци имаше ресурси на луѓе од Црвен крст, од други организации, така да полиција застана да помага с деца, с тие такви работи. Они мајка беа се пренесени у камп, 2-3 дена имава лечење и после 2-3 дена пак го неде унутре у камп. Так, тоа беше љубов на прв поглед, верувам. Затоа што кога пред малку рековте дека кога ја видовте, знаевте дека ќе остане тука. Имаше, дај да кажем, малци и други, можда и поубави, можда и поружни, можда и послаби, можда и побуцкасти, меѓутоа она имаше нешто друго, нјони очи што буквално на прв поглед беше, да ти кажа прави втор пат кога го погледна исто се осети. И покрај високата температура, да, Нура тргна на пат секако од Ирак со своето семејство кон Германија, каде што се одлучи да го бара својот подобар живот и среќата. Но како што го прашавме и Боби, на патот до среќата и до Германија ти застана токму тој. Високата температура беше нешто што во тој период ти се случуваше, но што се случи кога го погледна Боби? When you saw Bobby? Actually, first time I meet Bobby in the border. Кога го запознав Боби, тој миг беше многу посебен. Многу мина прашав дали зборуваат англиски, но тие не знаеа. Сите ми кажа дека Боби знае англиски. Бев да го прашам 2-3 прашања. Тој не ме слушна добро. Тоа тој ме погледна и го прашав кога границата ќе се отвори и по кој пат ќе одиме. Тој почна да ми одговори, беше многу тажен, бидејќи бев, јас и моето семејство бевме болни, но видов нешто посебно, многу посебно во неговите очи, беше многу мил, тој им помогна на сите на границата, но јас почувствував нешто посебно, го освои уште првиот пат моето срце. Беше љубов на прв поглед и од страната на Нура. So it was love at first sight from Многу брзо се одлучивте да ја озаконите и оваа врска и оваа љубов. Сето тоа некако се одвиваше филмски, брзо како на лента, за да Боби собере храброст и одлучи да ја побера после само неколку дена Нура за сопруга. Па јас пред Нура имам 2 брака кои су пропаднати и дали можда тај ситуација цела донесеме, натераме да донесе одлуку многу побрзо, пошто како што кажа, многу е нешто побитно, на пример како унутрашња лепота, него тоа што е од надвор.
Тоа зашто тој дојде и пројде, само тој што однутре увек останува. И ја реши дека ако не, знаеш, малце полициски, одма мора да преземеме акција, иначе ништо нема да биде. Тако се одлучи, изведе го на ручек од еден ресторан, етно ресторан во Куманово, отидемо тамо. И ја беше цело време нервозна, сак дали ќе биде, дали нема да биде, леле што ќе каже, леле ако ме одбија. И она уопште не ни знаеше. Она ме примети, ја почнав се зноju, пију воду, стануju, седнуju и тие ред работе. И на крај викам, дали викам ти ќе се одадеш за мене? И она викам, молите, ја сум сега овдека во држава, не сакам некој да се игра со мене. Викам, не, а јас забри прстен да купам. Ама одлучи се дека мора да биде тој момент, денес или никад. Она прифати, после 10 минута разговор, прифати, јутре одма купимо прстен у камп, значи отидемо каде што работиме у Табановце, пред Свитер, пред Црвен крст, СОС, други организации, буквално бинално е запросување филмски. И после 2-3 месеца например едно големо веселје у Куманово, каде што имаше беони гости Елена Велеска, Мартиријан Кириловски, имаше диџеј кој пушта со арапску музику, така да биде ви испоштувани сите гости. Така. Нура кажа твојот супруг дека многу брзо те побарал за жена, меѓутоа кога го направи тоа, која беше твојата прва мисла која што ти помина во глава? Actually, in first time, after we start to know each other, откако се запознавме, we started talking on phone all night. По цели ноќ зборувавме по телефон. He was very fast. First week he told me he loved me. Брзо дезуваше, ми каже дека ме сака. And I was shocked complete. Like I doesn't imagine he gonna tell me after 1 week he loved me. Изненадена, не очекував такво нешто од него. After we go for Visbugova, because we wait the asylum center, we must wait there. He called me to take me to finish some document for Red Cross because I start work. Ме однесе да попълниме некои документи во Црвен крст. He take me for one restaurant. Ме однесе во ресторан, тој беше нервозен, многу пиеше вода. He wet complete and the беше weather was cold. Многу се потеше. In the middle he was Потоа ми кажа да му подадам рака. Го прашав зошто. Тој ме праша дали ќе се омажам за него. Јас бев изненадена. Повтор дека сака да се омажам со мене, му рекол да престане да се шегува, но тој се прекрасти и ми кажа дека е сериозно мисли. 10 минути не знам што да правам, што да одговорам. Потоа се согласив. Се согласивте, секако го прославивте тоа во кампот, но Нура секако тука наидовте и на првите потешкоти за одобрувањето на оваа врска и овој брак од страна на твоите родители и твоето семејство. Тоа беа првите потешкоти со кои што ти се соочи. Actually, first problem we was have my parents, you know, between two religions, it's very big border. Со моите родители беа and me and Bobby, we decided to break this big border. It was big shock for all people, for everybody, and how it's big border and it's gonna be so much big problem for all of you. И покрај сите можни проблеми, но ние двајца го решивме тоа. Моите родители не сакаат да зборуваат со мене. Долго време не разговаравме. Did they go to Germany? Yes, they in Germany now. Тие се сега во Германија. Откако видоа дека се сакаме и по прославата, сега сме во добри односи. Но беа ли гости на вашата свадба? Actually, they see my wedding. Тие всушност ја видоа video on Germany because one TV station they put our wedding. Која ја снимавме беше на германска телевизија. Се изненадија кога видоа колку голема е веридбата. They see they not problem to our religion for that. Рекоа дека за нашата вера тоа веќе не е никаков проблем. Нура ја зема православната вера. Да. Така? Да. Дали ти беше тешко, на некој начин да ја убедиш да ја земе, односно да премине во православен верник? Тоа беше нејзина волја, значи јас ја прифаќав такво како што е, и како муслиманка и како православна, јас исто ја прифаќам, значи во тоа не гледам никаков проблем, бидејќи имавме еден мал проблем околу документите со средување за венчавање.
Кај нас има 3 документи. Добро. Кои се стават, се барат посебно, кај нив е само еден документ според шеријатските закони. И таа сакаше да го завршиме тоа да биде според сите закони, например, еве според христијанството, затоа таа немаше никако проблем со тоа да преземе православната вера. Да, во моментов на екраните гледаме дел од документарниот филм кој што е направен за љубовта на Нура и Боби. Секако филмовите и вестите го заобиколија целиот свет, секаде допре оваа приказна. Боби, ти беше на вистина звезда овде кај нас, преку серијата Нема љутиш, но веруваш ли дека ќе станеш светска позната звезда поради љубовната приказна? Не, да ви кажу право, воопште не сум се надај дека до овој нешто ќе дојде, бидејќи затоа зашто беше само чиста љубов, без обзир на све, меѓутоа разбуди нешто што тлее многу години на Балкан, можда и свугде во свет, дека не може да има љубов помеѓу две религии, без разлика дали су тој муслимани, христијани, православни, Буда, Индус или не знам кој. Буквално ради тој цел свет го види тој историја. Зборимо за Бангладеш, Аргентина, Бразил, Хонг Конг, значи буквално цел свет, Дубај специјално известуваше, Анадолија, цел свет, буквално цел свет. Со тој ми дојдемо на идеја да го проследиме тој видео до цел свет и да упутиме едну поруку до сви млади, уопште еве и од овдека и од вашу телевизиску куќу, дека мостови се градив за две љубави да се споив, две душе сродни. Не се градив за да се уништуе две љубави, две религии, две врски или било што. Значи, тој што сака да го сруши мост и тој што не почитува туѓу религiju, те не умени свој да си го почитува. Затоа ни беше потик со Нуру да ги покажеме дека млади луѓе треба само да се сакав. Све останато ќе си дојде на свое. И еве го дојде на свое, веќе го чекате и вашето прво заедничко дете, тоа ќе биде трето, не, четврто мое, да. Па Нура е 5 месец трудна и за пол јоште не знаемо, кажавајќи ни, да ви кажу право, ни сакамо да знаемо, нека биде све во реду, па... Тоа е круна на вашата љубов. Така, да. Доказ за вашата љубов. Јас ќе се навратам малку наназад и би сакала, бидејќи сега, како што рековме, зборуваме за љубовта меѓу Нура и Боби, меѓутоа би сакала малку да прокоментираме и за тоа што се случуваше, ете Нура, кога решивте да дојдете и да побегнете од Ирак. Дали очекуваше дека ќе ти се случи вакво нешто? Токму во држава како што е Македонија. Македонија. No. And we decided to leave Iraq. It was very hard for us. Го напуштивме Ирак и покрај тоа што беше многу тешко за нас. Значи не знаевме што ќе биде со нас, каде ќе започнеме. Немавме многу информации. Значи патувам како повеќето луѓе, имав големи проблеми во Грција. Останавме таму повеќе од 2 недели. Беше многу тешко за нас. Но првиот пат кога заминав, мислев дека постепено ќе стигнам без проблеми во Германија. Но не знам дека некој ќе ме чека во Македонија. Некогаш знае навистина да биде интересна. Така, сега си во 5-тиот месец од бременоста. Се подготвувате ли за бебенцето? Actually, yes, we're ready now, and секако дека се подготвуваме. Беше многу убаво изненадување. Знаев дека сум изморена, но не знаев зошто. Тогаш докторот ми рече да направам контрола. Кога го направив тоа, бев неизненадени. Не знаев дека сум бремена, бидејќи бевме многу... He was most happy man in town. Многу работа и тогаш ми кажа дека сум 5 месец бремена. Како ти се согласуваш и како те прифатија првите 3 дечиња кои што Боби ги има од неговите претходни брака? Actually, first thing we have the wish me and Bobby to do it after the baby gonna born. Значи, we want him to learn how to respect every religion. Сакаме да ја почитуваме секоја вера. Сакаме да пристапиме со отворен ум
да имаме убав живот. Сакаме нашето бебе да ги прифати сите како што јас и Боби ги прифатиме, да сакаме да биде како јас и Боби. И прифатија ли твоите дечиња Нура и како се однесуваат спрема неа и дали се тие возбудени што ќе имаат уште едно братче или сестриче? Да. Па многу добро го прифатива Нуру. Нема љутиш. Нема љутиш, да, нема љутиш, буквално тако испадна. Ја, пошто имам најстара ќерка ми е 14 години, други ќерка Мила ми е 8, Марио ми е 7 години. Не, извини, 8 и 9 су. И они, значи, толку го прифатива добро, затоа што Марио збори перфектно енглески, Мила исто. Марти она дека постара се ќе тие години, па нешто каже, нешто не докаже, меѓутоа многу добро го прифатива буквално како другарка. Сега знаев дека е бремена, па го оставljava, седи ти одмори, ми ќе помогнемо, ми ќе завршимо. Буквално супер се мислам да сум сакае, не би испаднало толку добро. Во секој случај сите работи си легнаа како велат луѓето на брашно, тука прифатија и нејзините родители, што веројатно вам ви е големо улеснување кога ете ја имате сега поддршката за вашата љубов од сите страни. Па знаете, мене ми е битно сви да бидеш среќни. Не сакам на пример некој да биде нервозен за тоа што се десило тако или овој. И баш ми стварно значеше и њојни да се помири со тоа, бидејќи нема ништо лошо у све тој. Ми докажамо дека тој не е лажна љубов, дека ми се почитуваме, сакамо се дека тој такој увек ќе остане, пошто они сватива дека стварно не е подигравање со њому или такви работи, и прифатива, помирива се, слушамо се, она комуницира со њони, чек што више комуницира со фамилија од Ирак, што се останале тамо, она е курткиња по потекло, значи од Курдистан се јављав, има теткуш која живи у Лондон 25 години, така е да супер, секој моментално све одлично. Ја насмејуваш и ја засмејуваш сигурно секојдневно Нура. Таа веројатно веќе ги учи шегите кои што во Куманово ги има на секој чекор. Кумановци важат за едни од највеселите луѓе, кога и нешто сериозно вие кажувате, нам тоа не делува смешно. Па како го прифаќа кумановскиот хумор Нура? Па добро, на почеток го беше чудно, затоа што ја и Драган што снимамо заедно, Драган уедно и наш кум. Значи, она више не може да биде имуна, да не се смее и да не прифаќа со тоа што го правиме. Значи, тој што го ми снимамо у емисију е фактички да го доловиме атмосферу у Куманово што се дешава на сваку седенку. Нека и најобична слава, најобична седенка у Куманово е факт тоа. Нас е многу тешко збору на мене, Драган е професионален актер, меѓутоа на мене како полицаец многу ми е тешко да треба да одглуму нешто. Так не се понаоѓам себе, затоа се понашам буквално и кад седнемо дешава ни се 5-6 пати идеме во Охрид, у Свети Николе и луѓе не видив, па вие исто се смеете и вака уживо, така, затоа што ми се такој понашамо, природно смо си такоја. И има ли сега некои досетки, анегдоти, хумор во однос на вашата врска и на бракот, нешто што ќе споделиш со нас? Има многу. Една од посмешни, ајде сака, можда не е укусна шала, меѓутоа нели, сви су, и си издаш нешто тамо како и да е, и сак на шалу увек ми вика, жена ти како е, пази се дома кад спиеш, жена, знаеш, опасно е од тој крај. На нашу свадбу завршимо 2,5-3 бидна и седимо сви и дале и она да се пресоблече, да облече другу сукњу. И она како иде нагоре, надоле се спушта конобар и пада. Ама ми не го видимо дека пада, слушам нешто кој да прави бу, треска. И ја вика, да не пукна снашка од радост. Така, пред малку рековте дека Нура ги прифатила нашите обичаи, меѓутоа јас тука ќе ја прашам Нура, дали на свадбата имаше некој обичај од твојата сопствена земја? Од твојата татковина? Actually, the most little sad situation now we have in Iraq, it's very big war. Најактуелно, значи во Ирак имаме, како што знаете, голема војна. He some news on Facebook, he put some Arabic page to на see the situation in Iraq, how is it? Поставува Today morning he арапски страници за да знаеме што се случува за Бајлево ми. Кажа добра вест дека во Мосул, значи ИСИС, ситуацијата во Мосул е при крај и тоа многу ме радува, бидејќи ирачаните се многу добри луѓе, исто како македонците, но поради војните против ИСИС, луѓето почнуваат да бегаат.
и поради тоа сум многу тажна. Нура ни раскажува секако за ситуацијата во Ирак и градовите од каде што доаѓа, но еве ние зборувавме за хуморот кој што во Куманово го има. Па Нура, како тебе ти се допаѓаат шегите и како ти се допаѓа тоа што твојот сопруг и татко на твоето дете е тука познат и целиот постојано со... It's so hard question. Многу добро прашање. Actually, I see him show on TV. He have many show like Children, Bobana. Да. Ми покажува на телевизија многу емисии со деца. Тој прави многу шегови, понекогаш ми ги преведува, многу се смешни, а многу се смеам. Каде и да одиме, знае дека You wife for Bobby? Shit, no. А кажи ми некој збор на македонски што го имаш научено, што е тоа што Боби те научи? Малец. Како ти вели Боби најчесто? Most frequently. Oh, you teach me some words. Ми има научено некои зборови, понекогаш кога зборуваме на телефон. You tell me, ништо? Тој ми вели. Секако дека пополека Нура ќе го научи македонскиот јазик. Таа во Ирак, како што ни кажа, работела како професионален шминкер. Се надеваме дека и тука ќе најде работа кога ќе заврши својата бременост и кога ќе го доведе детето на пат. Give birth to you. Actually, we don't know. We still don't decide. But my wish now to I beg for Red Cross again. Now it's I take vacation because I'm pregnant. Како што знаете, сега сум бремена, но јас сакам многу поважно за мене е да им помагам на луѓето отколку да бидам шминкерка. Токму така, убаво е кога хуманоста се јавува кај луѓето во вакви тешки ситуации, вие ги надминавте сите тешкоти и сега уживате во љубовта, кои се следните планови. Ете го чекаме бебето да дојде и веројатно дека тоа ќе биде прославено навистина убаво. Да. Па ќе бидете известени свите. Цел свет ќе дознаете, сигурно. Па се моментално решаваме стамбено прашање, мислам дека сме и со стој при крај. Имаше некои претој недоразбирања, зборо с бивши сопруги тие такви работи, меѓутоа сега тоа све е завршено. Децата си каде мене, старателство е каде мене земено сега и решаваме стамбено прашање. Прво се размислуваме за некој стан од 50, 60, 70 квадрата, меѓутоа сега ќе треба некој 100-230 квадрата. Големо семејство. Затоа зашто сите три деца се каде мене и четврто е на пут, така да ќе треба да размислуваме за нешто повише. Така, Боби, навистина сте богати луѓе. Мене ми е многу драго што фамилијата уште повеќе ќе ви се зголемува. Так. Најдраго од се е што Боби и Нура докажа дека љубовта не познава граници, не познава вера. Љубовта се случува и може да му се случи секому, не треба луѓето да имаат бариери. Да. Боби, има ли можеби некоја слична приказна на границите? Се осмелуваат, се охрабруваат, се заљубил ли некој друг на патот до подобар живот во некоја од европските земји? Па не знам, можда и мало нешто слично, меѓутоа увек е било од некој интерес. Дали тој ќе интерес за документи за да остане овдека, дали ќе интерес за да отиде некој тамо и пак ќе кажу Балкан едно, што знам, тврдо раз, Кокосов, не знам какав и да е, каде што многу тешко се разбива во овие границе, дека и дале се сваќа прво не само да зборо да окривува муслимани или православни, каде свите тако, например, прво и моју фамилија беше такоја дека леле, прво тој беше мојот, и рекам добро што има тој везе. А ако доведу некој од Америку и мора ви збори на енглески, исто што има тој, што менја, или од кино, или не е битно. Значи, треба тој табу да се разбие. Ми затоа сакамо да ги дадемо на млади подршку, да не се плаши од тоа што сака да го направи. Тоа зашто еден ден свите тие родители, дали братучеди, не знам како и да е, ќе си најде свој пат у живот. Ти ако ги спуштиш сега овој воз и останеш сам цел живот, ќе си сам. Значи, заради некои предрасуди ти треба да останеш сам. Затоа ќе зборив, ќе дизва галамо едно месец, два, три, па све ќе се забрави. Пред малку рече дека кај другите случаеви секогаш постоел сомнеш и причина дека ете можеби таа љубов била од интерес. Дали ти се посомнева во Нура? Не, затоа зашто пак ја повтори, имаше некако чист поглед, познаваше се кој сака да остане со тебе за документи или било што, значи
не знам, нешто ме освои на прв поглед на едно гледање знаеше дека не е да не кажеш дека Укуманова кварна, дека не е само заради документи, затоа што она после месец можеше да отиде до Германија слободно, без никаков проблем. Он и дале остана. Почнав многу работи ми се деси во живот што почнав многу да верувам судбино, значи дека тако е треба да биде и не пружам отпор. Добро, тако е треба да е. Нура, доаѓаме до самиот крај секако на разговорот. Ги научили македонските традиционални јадења, што е она што му приготвуваш на Боби, дали се тоа наши јадења или пак може некој од твојата земја? И ја имам уште едно прашање, ќе се надоврзам. Како? Actually, I learned to make Macedonian food. Научних да подготвам македонски јадења. А понекогаш му пами ирански јадења. Значи што и да му направам, секогаш е задоволен. Гледам дека многу јадења од Ирак и македонските се многу слични. Битно Боби е најаден. Да, така е. Така. Ние тука би сакле да ви се заблагодариме за тоа што прифативте да бидете дел од Македонија денес. Многу ни е драго што имавме можност и ние како телевизија да ја споделиме вашата љубовна приказна. Ви посакуваме уште многу години да сте заедно, уште многу дечиња да имате и секако можеби па ќе се сними некој филм за вас во Холивуд. Се надеваме. И посакуваме што е најважно уште многу вакви љубовни врски и да не постојат бариери помеѓу разликите кои што постојат. Сите сме луѓе и љубовта треба да се одржува доколку се појави помеѓу. Над се. Да. Так. Ви посакуваме многу среќа, уште еднаш ви благодариме што бевте наши гости. Навистина беше интересно да се разговара со Нура и со Боби, да се слушне уште еднаш оваа убава инспиративна љубовна приказна. Со оваа приказна ние ја завршуваме денешната Македонија денес. Се надеваме дека бевме интересни, забавни, го задржавме вашето внимание. Впрочем, како и секој ден се трудиме да бидеме со што побогати содржини, така ќе биде веќе и утре од 10 до 14 часот. Повторно сме заедно со вас. Така, вие останете секако со програмата на телевизија 24 и погледнете што друго подготвија колегите од информативната содржина. До гледање од нас. Пријатно.